Добар ден, почитувани гледачи, следите уште едно издание на емисијата Тип 1X2, емисија посветена на спортското облажување, во која имаме секогаш интересни гости кои што типуваат на надпреварите кои што ги имаат одредено. Секако има и еден главен надпревар за вас гледачите. Тоа ќе биде мечот помеѓу Брегалница од Штип и Турново, надпревар во рамките од првата македонска фудбалска лига, кој ќе се одигра утре со почеток од 14 часот. Значи тоа е надпреварот кој ќе го типувате вие гледачите, а ќе може да се јавувате на телефонските броеви 032 612 313 и 612 314. Значи повторувам, мечот кој што ќе можете да го типувате, тоа е надпреварот Брегалница Турново. Инаку да кажам дека спонзор на оваа емисија се облажувалниците Вилхил. Поздрав до сите вработени во Вилхил, нудат најдобри услови. Одиме сега значи со кратка пауза, значи краток джингл, повторно се враќаме во студиото, а потоа и одиме со представувањето на нашиот денешен гостин. Како што веќе кажав, облажувалниците Вилхил нудат најдобри услови за типување. Еден од условите е тоа доколку се одиграат повеќе од 5 надпревари, веќе има 25% попуст за оние кои што играат, потоа доколку се одиграат 6 од 6 до 10 надпревари, веќе процентот се зголемува, па така доколку се одиграат 15 или повеќе надпревари на еден тикет, тогаш попустот е 50%. Тоа се едни од условите кои што ги нудат облажувалниците Вилхил, а секако и без нивна помош немаше да биде одржана и оваа емисија. Значи, емисијата Тип 1X2 стартува со нашиот гостин, кој што ќе го представиме, кој доаѓа од еден навистина интересен спорт, кој што се надевам дека ќе биде интересен и за гледачите на оваа емисија и кој што ќе го представиме по одржувањето на рекламите. Повторно сме во студиото на телевизија Ирис, ја следите емисијата Тип 1X2, емисија посветена на спортското облажување, а како што кажав, денес мој гостин ќе биде Дарко Рунчев. Дарко, здраво. Здраво. Значи ти доаѓаш од еден карактеристичен спорт, редок за овие простори, поточно, значи се вика спортот бразилско џиу-џицу. Да. Ке можеш најпрво да ни објасниш што значи терминот бразилско џиу-џицу? Бидејќи постои традиционално џиу-џицу, меѓутоа специфично вашиот спорт е бразилско џиу-џицу, да. Односно клубот, како се вика клубот од кој доаѓаш? Нашиот клуб се вика клуб за мешани борички вештини Самурај. Значи ММА Самурај да. се вика клубот, бразилско џиу-џицу е оно во што се надпреварувате, така? Бразилско џиу-џицу е оно што го изучуваме како вештина, исто така изучуваме кикбокс и бразилско џиу-џицу е спорт или дисциплина во која се надпреваруваме, значи се надпреваруваме и во ММА, но исто така може да се надпреваруваме и во бразилско џиу-џицу. Кај сега, што е разликата помеѓу тие двете? Карактеристичен за бразилското џиу-џицу е дека е спорт во кимоно или може да се практикува без кимоно. Бразилското џиу-џицу се состои повеќе со одборички зафати и во него целта е противникот да се држи во доминантна положба и да се победи со полога или со гушење. Сега во ММА тука имаме и удирачки техники, тоа значи мешани крајот може да биде поинаков, може да биде и со нокаут. Да, а и содржината на борбата може да биде поинаков. Сепак, значи, во Mixed Martial Arts се нарекува на англиски така. Кои други борички вештини спаѓаат овде? Овде спаѓаат сите борички вештини што можат да бидат практични за во реална борба. Значи, почетокот на овој спорт е всушност филозофија на Брус Ли. Има сличности со џит кундото на Брус Ли. Овде спаѓаат кикбоксот, каратето, теквондото, борење, џудо. Ова е еден микс од сите тие, но најмногу доминантни во овој спорт се кикбоксот и бразилското џиу-џицу. Ајде нешто повеќе за бразилското џиу-џицу. Кои се правилата за ворење? За разлика од традиционалното џиу-џицу, во бразилското џиу-џицу имаме друг систем на појаси. Правилата се, значи, немаме удирачки техники, борбата започнува со прв дел џудо, значи
секогаш натпреварувачот гледа да земе поен со тейкдаун, со фрлање, а потоа гледа да се труди да го држи противникот во доминантна положба и на крајот ако може да го победи или со гушење или со полога. Значи нешто слично на борењето и џудото, повеќе. Да, нешто слично на борењето и џудото, но овде има и значи џудото има два дела, не ваза и наѓе ваза. Така. Овде повеќе се фокусираме на долните техники, отколку на фрлањето. Отколку на фрлањето. Во секој случај во бразилското џиу-џитсу нема директни удари. Нема директни удари и бразилското џиу-џитсу се смета за најбезбеден спорт со најмалку повреди. На запад го тренираат дури луѓе од 50-60 години, што е многу интересно и овде победува секогаш техниката. Не е битна физичката сила, секогаш победува тој што има поголем домен на техника. Инаку слободно можам да кажам, бидејќи сум бил спортист и сум ги знам спортовите поединечно, можам да кажам дека оние спортови каде што се употребува боречка вештина можеби се и побезбедни отколку некои останати спортови како што се на пример фудбалот, раковетот. Дури има повеќе грубости и понерегуларности во тие спортови кои навидум не се толку опасни, за разлика од боречките спортови, како што објаснав во бразилското џиу-џитсу воопшто нема удар. Апсолутно се согласувам и јас го делам истото мислење со тебе дека во фудбалот човек би можел повеќе да настрада. Гледаме што се случува и македонската ракометна репрезентација која игра. Посебно ракометот или во некој ватерполо надпревар, каде што е зацкриено, не се гледаат можеби пред камера тоа што се случува, меѓутоа под вода се случува многу нерегуларности. Посебно ракометот знам дека има доста повреди, стигнување на мускули, испаѓање на рамена и така. Така, значи секогаш во јавноста се вели дека боречките спортови можеби се опасни за да го пуштиш своето дете да тренира боречки спорт или нешто друго, меѓутоа реалноста говори нешто сосема друго. Јасно, значи во аматерско ММА се користи заштитна опрема, така. Не е толку страшно, професионализмот е веќе друг, таму нема заштитна опрема, но сепак самото човеково тело може да се адаптира на себе кога се тренира. Кога човекот има борба, самото тело се припрема пред таа борба, олачи доволно адреналин за ти да не би осетил нешто толку страшно. Значи единствено страшно овде е само стравата. Само стравата, кој со искуство се победува. Јасно, да. Инаку колку време постои ММА Самурај? ММА Самурај постои од април 2015 година, значи една година веќе. Значи ќе правите јубилеј една година сега наредниот месец. Прилично нов клуб, нешто повеќе за него, во кои простори тренирате, кој е тренер, колку членови? Имаме околу 20 членови, тренираме позади основното училиште Ванчо Преке на улицата Васил Лонгаџиски 56. Ма некој објект, некоја сала? Објект, да, имаме убава сала, голема, околу 100 квадрати и добро опремена сала. Тренер е Мирза Сендич, тој си има натпреварувано во бразилско џиу-џитсу. Значи има искуство веќе во... Има искуство, има плав појас, да се стекнеш на плав појас во бразилско џиу-џитсу е многу тешко. Има тренирано во Скопје во Карлос Маја, клубот Карлос Маја и сега неговото знаење ни го пренесува на нас. Тој ви го пренесува, значи, знаењето како тренер. Ајде, бидејќи ги спомна појасите. Како е рангирањето во бразилското џиу-џитсу? Значи има рангирање? За деца има друг систем на појаси кој не го познавам, значи има жолт, црвен, највисокиот појас овде е црвен појас. Го има само еден. За разлика од каратето, каде што знаеме дека е црн највисокиот појас. Да, го има само еден човек во светот, тој е основачот на бразилското џиу-џитсу. Може да има некои измени, не сум доволно упатен. Црни појаси се смета дека има 5000 души само во светот. Тие се под црвениот појас. Под црвениот појас, но сепак во Македонија имаме само еден црвен појас, тоа е Златко од Велес, со него имав прилика да тренирам, да се спремам. Значи идат бел појас, сега со искуството како учиш нови техники ти ставаат цртички, една цртичка, две цртички, после стигнуваш до плав појас, па виолетов појас, кафеав појас и црвен појас. Црни и црвени од него не споменуваме веќе, тоа е можеби нешто недостижно така. Јасно. Инаку што треба да се полага за да се добие појас? Во бразилското џиу-џитсу не се полага ниту се плаќа појасот. Идејата за тоа е да се ослободи спортот од корупција. Значи има многу голема хиерархија, разликата меѓу бел појас и плав е многу голема. Не се полага, туку со усовршување на техники, со учење на техники, оној тренер што има црвен појас, тој одлучува дали ученикот е достоен да му се даде колку цртички на белиот или плав појас. Значи тренерот одлучува сепак на крајот кој ќе биде. Да, тренерот одлучува кој ќе има и во овој спорт луѓето
и не сакаат да добиваат поголеми појаси, сакаат да бидат скромни, да имаат бели појаси за да би можели да се напреваруваат со бели појаси. Бидејќи ако си бел појас ти не можеш да се напреваруваш со плав појас. Тоа е, значи, голема хиерархија има во овој спорт. Значи и кога има борби се надпреваруваат само тие од истранг. Така? Да. Кои имаат бел со бел појас. Бел со бел појас. Невозможно е во овој спорт, во другите спортови е возможно бел појас да победи плав, во овој спорт не е возможно затоа што едниот напреварувач има толков домен на техника, другиот има сосема друг домен. Меѓутоа кога има борби, тоа беше моето следно прашање, значи дали може да се сретнат надпреварувач кој што има бел појас и надпреварувач кој што има син појас? Тоа не е возможно. Значи не е возможно. Во ММА е возможно да се борат 6 класи посилен борец со 6 класи. Таму и нема многу правила во ММА, бидејќи можеби не знам сега, не сум сигурен, категориски, значи некој може да надпреваруваш да е 100 кг и некој 60 кг да се надпреварува. Тоа го има во бразилското џиу-џитсу, тоа се вика апсолутна категорија. Го има во бразилското џиу-џитсу бидејќи таму не е битна тежината, се случува 60 кг човек да победи 100 кг, но во ММА има строг критериум на килажите, на категориите. Бидејќи е важна таму. Бидејќи е важна, има удари, борчки техники, важна е килажата и би било добро да се двајцата на регуларна килажа. Така да бидат еднакви, колку толку Во мојата прва борба во ММА, мојот противник беше 12 кила, потежок од мене и осетив дека тешко е, дека тешко оди. А инаку во бразилско џиу-џитсу, значи килажата воопшто не игра никакво. Има категории килажа кои се категоризираат со килажа, но на крајот на секој надпревар се прави микс на сите борци во апсолутна категорија. Сега тоа беше моето следно прашање, значи кога има борби, да. Во бразилско џиу-џитсу, кој ги организира во Македонија? Дали има федерација? Во бразилското џиу-џитсу ги организира Федерацијата на Република Македонија за бразилско џиу-џитсу. Така, а во ММА? Во ММА не постои се уште аматерска федерација, некои гледам клубови се заинтересирани да почнат со основање на таа федерација. Би сакале да бидеме членови на таа федерација секако, но сепак ние имаме борби, веќе се организираат неколку турнири аматерски во Македонија и професионални надвор Македонија. Наши членови веќе за прв пат излегоа на борба во... Ајде најпрво кажи во Македонија каде беа тие аматерски турнири организирани, кој учествува од клубот ММА Самурај? Имаше повеќе во минатите години во Велес, во Скопје, но оваа година имаше во Прилеп. Го организира Maxam Fight тимот за борчки вештини од Прилеп. Имавме од ММА клубот Самурај 3 борци, тоа беа Хајродин Сендич, Симе Атанасов и Михаил Димитров. Каде што Михаил Димитров триумфираше со победа над противникот Куманово, борбата заврши со прекин, Михаил се покажа добар, Хајродин Сендич изгуби во продолжетокот на поени. Јас ја гледав борбата, немав прилика да одам во Прилеп, но ја гледав на видеа и мислев дека на Хајродин требаше да се даде борбата. Симе изгуби со гушење, но сепак покажа добра техника, повеќе доминираше во кикбокс. Дали тоа беа нивни први официјални надпревари? Да, нивни први официјални надпревари и најбитно од се е што некои двајца од нив нема никакво искуство досега во спортот и само со 2 месеци тренинг, но со многу строга дисциплина, многу силен тренинг 2 пати во денот се спрема. Секој треба да се почне, некојаш треба да излезеш да го имаш тој прв меч. Почни со страв, почни со тресење на раците, битно почни. Така, секако потоа со искуството натаму секако ќе следуваат и поголеми успеси, се разбира. Меѓутоа уште едно прашање кога се однесуваше, што се однесува во врска до тој турнир во Прилеп, дали имаат заштитници на преварувачите? Во Прилеп, бидејќи беше аматерски, има заштитници за нози, има кациги, комплета заштитна опрема. Сега спомена ти дека во странство сте биле неколку турнири, меѓутоа таму било професионално, тоа е професионално. Јас бев на професионален меч во Сплит во Хрватска, таму немавме штитници, тоа беше професионален меч. Мојот противник беше потешок, како што напоменав, изгубив со нокаут. Јас можев да ја продолжам борбата, но судијата не ми дозволи. Јас инсистирав да продолжам. Така сепак судијата гледа од неутрален аспект и можеби малку подобро гледа од останатите двајца борци. Тоа не значи ништо, продолжуваме понатаму. Планирам мојата следна борба да биде во Украина. Во мај месец се спремаме за тоа сега, тренираме напорно, Инаку, да ни кажеш, бидејќи тренираат
спомена дека тренираат 20 на луѓе во од кои возрастни, од кои генерации? Значи од која до која возраст? Може да се почне од било која возраст. Бразилско џиу-џитсу посебно, може и постари лица, може и помлади. А за ММА се обично колку помали, толку подобро, околу 5-6 години деца можат да почнат. Препорачува 7-8, но така, може за да го се направи совладаат, таква може би толеранција. стравот да го совладаат уште помлади, кога се помали, за да стане нормално едноставно потоа. тоа станува дел од нив потоа. Така. Значи јас почнав на 5 години од 2000 година, 2001 година почнав со карате и потоа продолжив кикбокс. Значи најпрво сепак со каратето започна, така? Да, најпрво започнав со карате во тоа Кој време. кој појас имаш во карате, бидејќи таму Имам има рангир? кафен поја Так. во карате, но сепак тоа време родителите не ми дозволува да одам во поекстремни спортови и Така, можеби кај гледачите споменавме, постои некој мислење дека и каратето дека е многу опасен спорт. Меѓутоа, како што кажав, во тие спортови специфично точно се знае како се добиваат поени и тоа е целта на самите надпреварувачи кога се тоа е борат меѓу убавината себе. на тие спортови. Така. Каратето е многу Имаат убав специфична Да. цел да остварат да освојат поен. Мислам дека треба да исполнуваш 7 критериуми за да земеш поен во карате, да имаш добар став, да Така. го нагласиш поенот, да имаш добар дистанца кога. А сепак во ММА еден дел е и каратето, така? Па да, се што може Секоја боречка да, вештина. се што можеш да искористиш, секое знаење искористи го за да добиеш победа. А се користи ли нешто од бразилското џиу-џитсу во ММА? Најчесто, значи во Ultimate Fighting, Видејќи се многу различни. Да, сведоци сме дека бразилското џиу-џитсу во ММА е најдоминантен спорт. Значи во бразилското џиу-џитсу сведоци сме дека доминира 100%, посебно во последно време каде што многу силни кикбоксери или борачи губат на зафати или на полога. Значи го имам гледано повеќе борби од ММА надпреварувањето, можеби во минатото и повеќе. Имаше популарен бразилски надпреварувач кој што се го нарекува Минотаур. Не знам дали знаеш. Мислам дека. Значи неговите борби завршуваа секогаш со полуга со нозе. Да. Долу и неговите противници ја предаваат борбата. Значи тој воопшто не користи удари. Да. Цело време е во дефанзива. Меѓутоа кога ќе дојдеш до него близу, истото го направи и Ник Диас на Конор Мегрегор, таа е многу популарна борба пред една недела. Така, Истото се случи и таму. Истото се случи и таму, значи без разлика колку е силен противникот, како што кажа ти, техниката има многу големо влијание. Техниката надминува се, така велиме бразилска. Така, ај сега да кажеш малку, значи разликата помеѓу традиционалното џиу-џитсу и бразилското џиу-џитсу. Еве споменавме кои се карактеристиките на бразилското џиу-џитсу. Меѓутоа, кои се разликите со она традиционално јапонско џиу-џитсу како што? Во Штип, граѓаните на Штип имаат прилика да ги тренираат и двете. Во јапонско џиу-џитсу во Сенсеј Штип, а бразилско џиу-џитсу кај нас во Самурај. Системот на појас е друг во јапонско џиу-џитсу и бразилско џиу-џитсу. Тој систем не го познавам на јапонско џиу-џитсу, но можам да кажам дека таму се тренираат традиционални вештини. Значи потекнува од Јапонија. Не е модифициран како бразилското џиу-џитсу е модифицирано, бразилското џиу-џитсу е постојано еволуира во некој микс на традиционални и модерни хибридни борички вештини, но јапонското џиу-џитсу си има стрикни правила, таму се почнува со прв дел карате, втор дел џудо, трет борење и на крајот четврт дел има исто така бразилско џиу-џитсу. Како еден дел. Да, затоа што може борбата да заврши со гушење или полуга. Сепак, бразилското џиу-џитсу потекнува од јапонското џиу-џитсу, така? Да. Или посебно се развиле како тоа е техники. џиу-џитсу, од џиу-џитсуто потекнува и џудото и бразилското џиу-џитсу и јапонското, значи џиу-џитсу во превод значи нежна вештина. Така. Џиу-џитсуто ми се чини дека е древна вештина. Подревна јапонска вештина. Потекнува од подминато време. А дали имаш информација можеби кога е бразилското џиу-џитсу формирано? Мислам дека е формирано во околу 1920 година од основачот Хелио Грејси. Значи, мислам дека беше така. Значи сепак самото име си кажува во Бразил формирано посебна вештина која што еволуирала да кажеме од џудото и од јапонското џиу-џитсу, значи тие ги гледале, значи тие сватиле дека нешто му фали на џудото во
не ваза, значи долу на партер нешто му, значи дека може да еволуира постојано. Така. Направиле да вид апгрейд на апгрейд. на претходното што го имало. Секоја бразилска џиу-џитсу борба започнува со џудо. Значи секој гледа да направи неизбежен дел е џудото од бразилското џиу-џитсу. Исто така да ми кажеш, имам информација дека во ММА Самураи членуваат и женски членови. Има женски членови, да, точно е. Заинтересирани ли се како напредуваат? 5-6 женски членови напредуваат добро, тренираат напорно, ние сме горди на нив, како машки гледаме секој тренинг да го направиме квалитетен, затоа што тие тренираат јако, мораме и ние. Значи на исто ниво сте сите таму. Па и не ги гледам повеќе, откога почнав со овој спорт да се бавам, не ги гледам повеќе луѓето како машки или женски. Така. Значи исто напорно тренираат како сите. Истиот напор, дури и женските знаат да изненадат. Знаете да изненадат. Машките знаат да ескивираат, ме боли ова, ме боли ова. Тие се можеби поредовни на тренинг. Женските не признаваат болка. Дали досега излегле на некој турнир, на некој надпреварување или засега само меѓусебно имаат борба? Се сеќавам Ивана Кировска освои второ место во кикбокс, се надпреваруваше. Тренираше кај нас, се спремаше и пред 2-3 месеца некаде имаше државно првенство во кикбокс и таа го освои второто место. И спарингуваше со членовите на ММА Самураи. Да, тоа е јасно, тоа е неизбежно. Неизбежно, мора да има спаринг, така. Гледам сега покажуваат заинтересираност, сакаат да учат техники за бразилско џиу-џитсу, се надевам дека некој женско ќе излезе и на аматерски турнири во ММА. Така. Ајде малку да одиме сега на фудбалот, да видиме, се спорувавме за боречките вештини, за бразилското џиу-џитсу, за традиционалното џиу-џитсу, меѓутоа, примерно во оваа емисија, типувањето, значи, мора да те прашам најпрво дали гледаш фудбал? Не гледам фудбал, времето не ми дозволува и немам некоја заинтересираност. Немаш многу заинтересираност. Никогаш талент за да играм фудбал и жал ми е заради тоа, ама значи меѓутоа ќе типуваш, овие типови кои што ти ги одлучи да бидат 10 типови се доста популарни тимови играат. Само кажуваме дека нема да има надпревар од англиското фудбалско првенство, неколку надпревари ми се чини дека беа одложени. Така што Шпанија, Италија, Холандија, Германија и така натаму. Ајде одиме најпрво од првиот надпревар да започнеме. Барселона, Гетафе, тоа е меч од шпанската премиера дивизион. Знаеме Барселона е прва на табелата, ми се чини дека многу тешко Атлетико Мадрид и Реал Мадрид ќе можат до крајот да го загрозат првото место на Барса во генералниот пласман. Гетафе се наоѓа на средината на табелата. Според тебе? Според мене знаеме која е Барселона. Јас бија типувал Кец и 4+, мислам дека Меси ќе изненаде многу. Меси и Суарес играат инаку во одлична форма, по повредата Меси се врати, ми се чини веќе на третата позиција листата на стрелци, 21 гол, а не играше повеќе надпревари. Суарес исто така во одлична форма, секогаш на мечевите каде што игра Барселона има повеќе од 3 гола. Ова му е шанса да направи хетрик, да се докаже, има шанса за хетрик. Падне. Голем фаворит е Барселона во секој случај. Повторно надпревар во шпанското фудбалско првенство, Лас Палмас, Реал Мадрид. Реал овде фаворит, според тебе резултатот? Точен резултат да типувам? Не, само тип. Тип 2, така. Лас Палмас, Реал Мадрид двојка, значи кажеме Реал фаворит. Ми се чини дека до крајот на шампионатот немаат големи шанси и Реал и Атлетико, како што кажуваме, меѓутоа секако се фаворити во мечевите против останатите противници, така да зачуваат честа. Трет меч се игра на Висенте Калдерон во Мадрид, играат Атлетико и Депортиво Ла Коруња. Според тебе? Кец. Единица, така. Значи фаворитите ќе забележат сигурно победа, нема да кикснат во шпанското фудбалско првенство. Одиме во серија на Олимпико во Рим, играат Лацио и Аталанта. Според тебе? Кец. Исто. Значи победа на Лацио. Во Милано, Интер Болоња. Кец 3+, мислам дека ќе паднат повеќе голови тука. Мислиш дека ќе има голови, значи единица и 3+, Интер Болоња. Повторно италијанско фудбалско првенство во Верона играат Киево и Милан. Двојка. Значи Милан, триумф на Милан, иако Милан не игра во кој знае каква форма оваа сезона, Киево е една непредвидлива екипа која можам да кажам дека послабо игра оваа сезона на прворушка 2015-2016, меѓутоа доста незгодна екипа. Киево се покажала за сите оние кои што важат за фаворити кои гостуваат во Верона. Милан, како што кажав, оваа сезона во нешто послаба форма од минатите години, меѓутоа
сепак типуваш за фаворитот, Киево Милан двојка. Во Германија играат Бајер Минхен и Вердер. Повторно еден тим е фаворитот. Бајер Минхен, Кец, гледам и Џар исто. Така. Кец и 3+, така. Значи Бајер Минхен фаворит за победа во овој меч. Вердер тим кој секогаш стандардно игра во германското фудбалско првенство, во минатото е бил и шампион на Германија, еден од ретките тимови кои што биле шампиони. Меѓутоа сепак тимот на Бајерн е огромен фаворит. Имаат предност. Така, се разбира. Уште еден фаворит има во вториот надпревар од германската Бундеслига, тоа е мечот Борусија Дортмунд Мајнц. Твојот тип? Кец. Значи чиста единица Дортмунд според тебе би требало да победи во надпреварот од Лигата на Европа, кој што се одигра во четвртокот. Борусија Дортмунд го совлада тимот на Тотенхем убедливо со 3:0 и се пласираше во понатамошниот дел од надпреварувањето. Значи ПСВ Ајндховен Херевен, тоа е надпревар од холандското фудбалско првенство. ПСВ Кец. Значи единица исто така, победа на фаворитот и претпоставувам дека и вториот надпревар во холандското првенство Ајакс и Нец дека ќе биде единица. Така. Значи според тебе, значи единица Ајакс Нец единица. Според тебе фаворитите нема да имаат проблеми во ова коло? Требало да немаат проблеми. Да ти кажам искрено, ретко се случува еден фаворит, барем еден фаворит да не киксне во неделата, така што мислев од англиска лига Манчестер и Вест Хем микс дека Манчестер нема. Меѓутоа ми се чини дека одложен тој надпревар. Да, одложен, не знам зошто. Јас не знам причината за одложувањето дека Јувентус ќе биде Кец со Сасуна, мислам дека. Со Сасуоло, значи Јувентус Сасуоло тој меч заврши 1:0, победи тимот на Јувентус. Мал беше коефициентот, но така. Значи победа на фаворитите според тебе, ајде да ги повториме, значи Барселона Гетафе единица и 4+, Барса значи ќе дава голови на овој меч. Лас Палмас Реал Мадрид двојка, победа на Реал Мадрид, Атлетико Мадрид Ла Коруња единица, Лацио Аталанта единица, Интер Болоња единица и 3+, Киево Милан двојка, Бајер Минхен Вердер единица и 3+, и со победи на домашните тимови ги типуваше надпреварите Борусија Дортмунд Мајнц во Германија и во холандското фудбалско првенство ПСВ Ајндховен Херенвен и Ајакс Нец Немиња. Тоа се твоите типови, а сега одиме и на оној тип кој што е и за нашите гледачи. Значи мечот помеѓу Брегалница и Турново, надпревар од првата македонска фудбалска лига. Само значи да кажам, надпреварот се игра утре со почеток во 14 часот. Брегалница како домакин игра во Кочани. Можам да кажам дека тимот на Брегалница се наоѓа на 8-та позиција на табелата со 20 освоени бода. Турново е само едно место погоре, значи на 7-то место со 21 бод, еден бод повеќе. Гол разликата на Брегалница е 23 дадени, 36 примени. Турново има 25 дадени, 36 примени, значи горе-доле изедначени екипи. Според тебе, Брегалница ќе мора да го победи Турново. Верувам дека ќе го направи тоа за да не ризикува да биде помеѓу последните две екипи за да излезе од лигата. Тоа не сме да се случи. Верувам дека во Кочани ќе забележи победа. Ќе забележи победа против Турново. Иако ќе биде тешко во секој случај, самата табела и меѓусебните резултати говорат дека секогаш е било тешко кога играат Брегалница и Турново, значи Брегалница сезона исто. Така, значи Брегалница Турново според тебе ќе заврши овој надпревар единица. Еве за гледачите да ги повторам телефонските броеви, значи можат да го типуваат овој надпревар 032, тоа е повикувачкиот број за Штип, 612 313 и 612 314, тоа се телефонските броеви на кои што може да се јавувате и да го типувате мечот Брегалница Турново. Инаку да кажам уште кога сме кај овој надпревар дека досега Брегалница и Турново во 2015 година, значи минатата година, имаат одиграно 6 надпревари, од кои Брегалница има, односно 5 надпревари, од кои Брегалница има забележено 4 победи. Тоа се надпреварот најпрво Турново во последниот меч одигран помеѓу овие два тима. Турново ја победи Брегалница со 2:0. Тој меч одигран на 6 декември 2015 година. Меѓутоа во последните 4 меча пред тоа Брегалница е поуспешна од тимот на Турново. 27.9. Брегалница Турново 3:0, убедлива победа. На 24 мај 2015 Турново Брегалница 0:1. 6 мај Брегалница Турново 2:1, значи 4 победи на Брегалница, меѓутоа последниот надпревар имаме триумф на екипата на Турново.
Дарко, јас ти благодарам што беше мој гостин. Се надевам дека и гледачите дознаа нешто повеќе за спортот како што е ММА, меѓутоа и бразилското џиу-џицу, па и за сите боречки спортови воопшто. Доколку има заинтересирани, рече дека има сега за сега 20 на членови клубот ММА Самурај, доколку има заинтересирани, каде би можеле да се обртат? Би може да се обртат на Facebook профилот на мојот или на тренерот Мирза Сендич, има флаери некаде и постојат со телефонски броеви. Или доколку може да дојдат до може просториите, да на Васо Догаџијски 56 во салата. Значи, вие имате тренинзи секој ден, така? Па надпреварувачите имаат секој ден, рекреативците имаат понеделник, среда и петок, бразилско џиу-џицу од 18 часот. Значи има и рекреативци во клубот, така? Да, има рекреативци, но сепак овој спорт може да се подели на рекреативност и професионализам, но не може да се подели на лесен и тежок. И двете групи добиваат тежок тренинг. И двете групи добиваат тежок тренинг, меѓутоа сепак оние кои што се професионални малку потежок тренинг, бидејќи на нив ки им треба, така. Добро, ти благодарам за учеството, Дарко, се гледаме во наредна прилика за сите заинтересирани кои што сакаат да пробаат да го тренираат овој спорт, да се јават кај Дарко или во просториите на клубот. Ви благодарам и на вас за поканата, се чувствував премногу убаво во ова студио, беше одлично искуство со вас. Ти благодарам на тебе и се гледаме во наредна прилика. А ние повторно одиме, значи со надпреварот помеѓу Брегалница и Турново, надпревар кој што треба да го типувате вие денеска. Значи кажав дека екипата на Брегалница се наоѓа на 8-та позиција на табелата со 20 освоени бода, 23 гола, 36 примени. Турново 7-ма позиција, 21 бод, 25 гола дадени, 36 примени. Последните надпревари вака, значи Брегалница последниот меч го има изгубено, последните два надпревари ги има изгубено, а претходно има 2 нерешени и 1 победа, додека екипата на Турново последниот надпревар го одиграл нерешено, меѓутоа пред тоа 3 надпревари има загубено. Можеме да кажеме дека и двете екипи не се наоѓаат во некоја кој знае каква форма. На првата позиција на табелата се наоѓа Вардар, која е и фаворит за освојување оваа сезона за шампионската титула заедно со Тетовска Шкендија, 52 бода, 47 има екипата на Шкендија. Силекс се наоѓа изненадувачки на третата позиција оваа сезона со 33 бода. Работнички и Шкупи ја делат четвртата позиција, четвртото односно петото место со 31 бод, само 2 бода помалку од екипата на Силекс. Ренова се наоѓа на шестото место со 21 бод и како што кажавме 7 и 8 позиција Брегалница, додека на 9-тото и 10-тото место се наоѓаат екипите на Царев Двор со 16 и Металург од Скопје со 13 бода. Следуваат сега рекламите, а повторно се враќаме во студиото. Повторно сме во студиото на телевизија Ирис, ја гледате емисијата Тип 1Х2, а сега следува делот од емисијата каде што типува Велибор Џаровски. Џаро, дали се слушаме? Се слушаме, добар ден. Има ли попави у Штипи около? Џаро, колку надпревари за денес имаш за типување? За денес и за утре имам 8 и еден хокеј. И еден хокеј. Добро, ајде одиме поред одиме. Поред одиме Холандија, ПСВ Кец. Значи ПСВ Eindhoven, Херенвен Кец, така? Да. Значи во Чешка, Палзен Кец. Палзен Бохемијанс, тоа е надпревар од кој фудбалско првенство? Во Чешка? Да. Во Чешка, Палзен Бохемијанс единица, добро. Утре играат првиот и вториот тим на Динамо, Динамо Локомотива Кец. Така, првиот и вториот тим. Тоа е поклон. Колку година е тоа е поклон? Така, Динамо Загреб, Локомотива Загреб, точно да, тоа е првиот и втори тим на Динамо. Добро, потоа? Потоа имаме у Аустрија Рапид Кец. Рапид игра со Адмира, така? Да. Рапид во Белгија зва Тубизе и Хейст Кец. Тубизе Хейст, тоа е надпревар во белгиското фудбалско првенство, втора лига во Белгија, така? Во Белгија, да. Тубизе Хейст Кец, добро? Одиме понатаму? Во Германија нормално шампионот Бајерн Кец. Бајер Минхен со Вердер Бремен единица и според тебе и нашиот претходен гостин го типуваше единица. Така во Германија Мехен Гладбах Кец. Мехен Гладбах со Айнтрак Франкфурт, така? Да, Кец.
Кошице Мартин, тоа е надпревар Хокеј во Словачка. од словачкото првенство во хокеј, така? Да. Значи Кошице Мартин единица. Добро, Джаро. Така. Ти благодарам за јавувањето, сите И ја ви единици. пожелувам се најдобро и да нема поплави у Штип. Така и да нема поплави. Се надеваме сите. Ајде, да нема поздрави ги сите, поздрави сите и Благодарам. пожелувам среќа на Брегалница. И конечно више на новиот стадион да играте. Се надеваме сите. Ти благодарам за јавувањето. Се слушаме наредната Фала, недела. поздрав. Чао. Значи, ајде да ги повториме на Джаро типувањата. 8 надпревари тој одбра. Сите ги одигра со победа на домашниот тим. ПСВ Херендвен единица во холандското фудбалско првенство. Викторија Пълзен Бохемијанс во Чешка единица, Динамо Загреб, Локомотива Загреб единица, Рапид Виена Адмира единица, Тубице Хейст во Белгија 2 единица, Бајер Михен Вердер единица, Борусија Мехенладбах, Ајнтрак Франкфурт исто така во Бундеслигата единица и хокеј во словачкото фудбалско првенство според Джаро Кошице Мартин единица. Тоа е типувањето на Велибор Джаровски Джаро, а уште еднаш да кажам, нашиот надпревар е оној помеѓу Брегалница и Турново, надпревар кој ќе се одигра во рамките од првата македонска фудбалска лига, се игра утре со почеток во 14 часот. Како што кажа, Брегалница се наоѓа на 8-та позиција на табелата со 20 освоени бода, додека Турново е на 7-то место со само 1 бод повеќе од тимот на Брегалница. Испаѓаат 9-тиот и 10-тиот тим, значи во македонската фудбалска лига има 10 екипи, 9-тото и 10-тото место испаѓа директно во втората фудбалска лига, додека 8-та позиција игра бараш надпревар против второпласираната од втората фудбалска лига. Останатите тимови ќе се изборат за опстанок, меѓутоа ќе биде навистина интересно, бидејќи неколку тима ќе се борат за опстанок во првата македонска фудбалска лига, а токму тоа се тимовите на Брегалница, тимот на Турново и тимот на Ренова. Меѓу тие три тима ќе се бара кој ќе испадне во втората фудбалска лига, а кој ќе остане. Инаку екипата на Металург има најмали шанси оваа сезона и секако тимот на Царев двор. Тоа се тимовите кои се наоѓаат на 9-тото, односно 10-тото место во македонското фудбалско првенство. Значи Брегалница Турново надпревар кој што се игра утре со почеток во 14 часот. Тоа беше се во ово издание на емисијата Тип 1 X2. Мој денешен гостин беше Дарко Рунчев, кој што ни објасни како функционира бразилското џиу-џицу и ММА спортот и разликите помеѓу него. Секако типувавме надпревари и на крајот Джаро Тип, популарниот блок, на крајот на оваа емисија, Джаро одигра 8 надпревари и сите ги типуваше со победи за домашниот тим. Тоа беше се во ово издание на емисијата Тип 1 X2, а ние се гледаме наредната сабота исто така со почеток во 13 часот и 30 минути. Чао!